Перуновата стрела Нина Анастасова Шкринјарич. На почетокот на времето, кога боговите шетаа на земјата и зборуваа со луѓето, на божествениот престол кој беше поскапоцен од сите царски и божествени престоли заедно, седеше богот Перун, владетел на светот. Перун беше господар на грмотевиците и на молњите и беше најмоќниот меѓу боговите. Тој им заповедаше на луѓето и управуваше со сите други богови. Кога Перун зборуваше, неговиот глас одекнуваше громогласно и тоа беше навистина громовито гласно, како да грмат 100 громови одеднаш, па поради тоа неговите заповеди ги слушаа и луѓето и боговите. Престолот на громовникот Перун се наоѓаше на врвот на светот, таму горе високо во облаците, каде што допираа гранките на едно огромно дабово дрво. Дрвото се наоѓаше на највисоката планина на светот, која луѓето ја нарекуваа Перунова планина, а насекаде околу Перуновото дрво растеа прекрасни пурпурно-виолетови цвеќиња кои ги викаа перуники. Тоа беше најголемото и најстарото дрво на светот, на кое се потпираше целата вселена. Крошната на тој илјадалетен даб, стар стотици илјадници години, го допираше небото, а на нејзиниот врв на највисоката гранка се наоѓаше златниот престол на Перун. Од таа височина Перун, господарот на светот и владетелот на се што живееше под небесниот свод, го гледаше целиот свет и можеше да види се што се случува на земјата. Околу стеблото на тоа дрво се собираа луѓето, животните и птиците и сите заедно го славеат богот Перун, кој им пушташе од небото благотворен дожд. Тој дождец им беше неопходен на сите, на овошките за да даваат најсладки плодови, на цвеќињата за да цутат во најубави бои, а на животните и на луѓето за да имаат секогаш свежа вода со која ќе ја изгаснат својата жед. Летно време, кога сонцето ќе почнеше да пече немилосредно и кога сите извори со вода ќе пресушеа, луѓето се собираа пред големиот даб и го молеа богот Перун да им пушти од небесниот дожд. Перун се грижеше за своите луѓе и одговараше на нивните молби. Ако тие беа добри едни кон други, како награда за нивната кроткост, веднаш им праќаше златоносни капки дожд. Но тогаш, кога се однесуваа лошо и ги прекршуваа човековите и Божјите закони, Перун знаеше многу да се налути, па почнуваше застрашувачки да грми и да светка од небесните височини. Понекогаш, кога луѓето не му искажуваа почит, громовникот ќе се намуртеше и во истиот миг времето се наоблачуваше, а темни облаци го покриваа небото. Кога беше многу луд, тогаш громовникот Перун фрлаше молњи и грамотевици кон оние што го навредиле, за да ги казни за стореното. Затоа, штом ќе почнеше да грми и секавици да го осветлуваат небото, луѓето бараа место за да се засолнат од громовите и велеа: ете, некој повторно го разгневил богот Перун, сега ќе почне да ги фрла своите камени стрели и ќе го запали небесниот оган. Корените на најголемото дрво на светот допираа многу длабоко во земјата и се распостилаа се до подземниот свет со кој владееше богот Велес. Седејќи во своето мрачно подземно царство, Велес постојано мечтаеше да се искачи на врвот на дабот и да седне на Перуновиот престол. Тој со векови му завидуваше на Перун затоа што царува горе во царството на светлината, за разлика од него, кој мора постојано да биде во темнина и од својата подземна палата да управува со животните, шумите и со полињата. Велес не можеше да се помири со тоа. Беше бескрајно лут затоа што тогаш, кога боговите го создадоа светот и кога седнаа да се договорат кое божество со кој дел од светот ќе управува, на Велес му се падна да управува со подземниот свет и со се што се наоѓа во подземјето, а Перун ги доби на управување небото и земјата. Живеејќи во мракот на подземниот свет, Велес и самиот стана мрачен и црн. Телото му беше покриено со темно крзно како кожув од мечка, бидејќи и тој како мечките, поголемиот дел од годината го поминуваше во мракот на својата подземна пештера.
Како моќен Бог кој управува со шумите и со животните, тој беше господар на целиот шумски свет, но Велес добро знаеше дека луѓето не го сакаат и се плашат од него поради неговиот застрашувачки изглед. И навистина, тој личеше на звер. Иако со лик на белобрат старец, неговото тело беше покриено со долги црни влакна, а на главата имаше животински рогови и од време на време можеше да се претвори во огромна, роглеста и влакнеста змија. Бидејќи никако не можеше да ја придобие наклоноста на луѓето, Велес беше многу завидлив на тоа што луѓето го почитуваа богот Перун, па постојано смислуваше начини како да се искачи на врвот на Давот и да го заземе Перуновиот трон. Еден ден, додека Перун седеше на својот престол во небесното царство, за момент вниманието му го привлекоа зборовите на неговата дружка, убавата Перперуна, која го делеше царството со него. Со прекрасното бело лице, побело и од најбелото млеко, и со долгите златни коси кои од озгора како сончеви зраци ги милуваа луѓето, Перперуна беше најубавата од сите божици кои некогаш ги видел светот. На главата наместо златна круна носеше венец од најубави цвеќиња, а нејзината бела облека, украсена со водени бисерни капки, ја красеше воздушеста наметка. Наметката беше исткаена од 1000 разнобојни цвеќиња, кои ширеа опојни мириси секогаш кога Перперуна ќе излезеше на својата пролетна прошетка. Како сопруга на Перун и како небесна царица, Перперуна постојано се грижеше луѓето навреме да го добијат небесниот дождец. Така, ако настапеше голема суша, селаните се обраќаа најпрво на Перуновата жена со молба да им ги пушти небесните води за да заврне плодоносниот дожд. Ако пак имаше премногу дожд кој врнеше со денови и можеше да поплави се на земјата, тие ја молеа Перперуна да го потсети Перун дека е време да прекине со врнежите. Во еден таков ден, кога Перперуна му се обрати на Перун за да го замоли да се погрижи за небесно-дождовните работи, бидејќи на луѓето итно им требаше вода за посевите со жито, за момент вниманието му го одвлекоа нејзините звонливи зборови. Занесен од милозвучноста на нејзиниот глас кој дзунеше како златна харфа, милувана од тивок ветрец, Перун се загледа во неа и за миг престана да бдее над она што се случуваше долу на земјата. Токму тој момент на невнимание го искористи змиоликиот Велес, кој се престори во огромна змија, најголемата змија што некогаш излазила на земјата, и почна да се јази по стеблото на столетниот даб. Без никој да забележи, богот Велес се прикраднуваше нечујно кон царството на богот Перун. За тоа време, Перун се занимаваше со своите небесни работи и го одредуваше количеството на водите што ги упатуваше на земјата, а убавата Перперуна тргна на својата вообичаена прошетка низ дабовата шума, со намера да ги расцути прекрасните перуники кои растеа во градината. Само таа ја имаше моќта да ги расцутува цвеќињата. Кога Перперуна шеташе низ небесната градина, придружувана од нејзиниот снежно-бел лебед, секој нејзин чекор горе на небото предизвикуваше цутење на растенијата долу на земјата. Но оваа прошетка за Перперуна беше кобна. Во истиот момент злокобно се затресе планината, шумата попадна во морничава магла и во мрак, а дрвјата се разбрануваа како разбранувано море. Од нигде никаде пред небесната царица се создаде еден страутен шумски вител, од кој се слушна грозоморниот глас на Велес. Перперуна, нема каде да бегаш, моја си. Дојдов да му го грабнам престолот на Перун, но сега ќе ми припадне и неговата жена. Од денес јас сум господар на светот, а ти ќе бидеш мојата кралица. Додека рикаше змиоликиот Велес, од едната ноздра му летаа огнени искри, а од другата ноздра дуваа ледени ветрови. Кутрата Перперуна немаше можност ниту да писне,
а Велес веќе ја зграби со своите рогови и ја одвлече во своето подземно царство. По грабнувањето на убавата Перунова друшка, водите сосема престанаа да течат на земјата, бидејќи Велес претходно ги заклучи сите извори, а сега ја грабна и дарителката на небесните води, божицата Перперуна, која ја затвори во својата подземна палата. Во мигот кога Велес ги сопре водите, сите извори пресушија. Целата природа почна да венее и се во природата почна да изумира. Житото по полињата се пеплоса и се исуши. Го снема зеленилото од дрвјата. Цвеќињата ја загубија својата миризба и тажно свенаа, а животните и луѓето почувствуваа неверојатна жет и почнаа да страдаат за капка вода. Настапи помор и глад. Целиот живот на земјата сопре. Тогаш Велес излезе пред луѓето и побара да му се поклонат како на свој единствен господар и да го признаат за управител на водите доколку сакаат повторно да ги отклучи изворите и да го врати животот на земјата. На овој начин Велес се надеваше дека ќе стане господар и на земјата и на небото, а не како што беше дотогаш Перун да владее со земјата и со низините жители, а Велес да престојува во мрачното царство и да управува единствено со подземјето и со подземните жители. Со господарството над водите, богот Велес се гледаше себе си како семоќен цар и управител на се што постои на земјата, под земјата и на небото. Горе на небесниот престол, кога Перун разбра за грабнувањето на неговата сакана Перперуна, многу се разгневи и силно се наоблачи, пошто на небото почнаа да се насобираат купишта црни облаци кои најавуваа страот на бура. Во меѓувреме, откако виде што се случува на земјата, дека луѓето плачат, а животните рикаат и пискаат барајќи вода, богот Перун се разгневи како никогаш. Тој реши да го предизвика Велес на конечен бој и еднаш за секогаш да го победи, буквално да го згроми својот лут противник. Гневот на Перун имаше невидени размери. Од неговата уста згрмеа 100 грмотевици и зататнеа 100 татнежи, а од неговите очи засветкаа 1000 светкавици. Милион молњи го распараа небото кога Перун тргна во најголемата битка што некогаш ја видел светот. За таа цел Перун најпрво го подготви своето моќно оружје и се вооружи со 100 громовити стрели. Потем, со орелот на десното рамо се качи во својата огнена кочија и со светлосна брзина јурна по небото, трештејќи притоа со молњите и со громовите по богот Велес. Од сјајот на светлината на Перуновите молњи се чинеше дека целиот свет гори во оган, а небесниот свод како да се распука над главите на луѓето. Жестоко, како гневот на Перун, грмнаа громогласни грмотевици на олујното небо. Богот Велес, кој што во тој момент ја обиколуваше земјата, барајќи да му се потчинат и луѓето и зверовите, на првиот тресок од Перуновиот гром се сепна и се исплаши како мало дете. За да се спаси од гневот на громовникот, тој реши да се засолни и да се скрие под една огромна карпа. Но никој не можеше да се скрие од гневот на Перун. Тој ја насочи громовитата стрела кон карпата и ја погоди толку жестоко, што во истиот миг таа се распрсна на милион парчиња, кои паѓаа на земјата како дожд од камења. Кутриот Велес се тресеше од страв и бараше друго место каде би можел да се скрие пред стрелите на семоќниот Перун. Кога виде на ридот едно старо и сушено стебло, толку големо што личеше на пештера, Велес помисли дека нашол сигурно засолниште и се скри во внатрешноста на стеблото. Забите му се тресеа при помислата на тоа што ќе се случи ако Перун се досети дека се крие во дрвото. Уште мислата не ја домисли,
Одеднаш се слушна неверојатен тресок, а илјада молњи блеснаа и го осветлија целото небо. Во тој миг, иако беше најцрна ноќ, од светлината на светкавиците се развидели како да е среде бел ден, а Перун ја упати најубиствената стрела право кон исушеното стебло во кое се криеше Велес. Тоа беше вжештена камена стрела која од силниот удар на Перун се зариваше толку длабоко во земјата што и беа потребни цели 7 години за одново да се појави на површината на земјата. Најпрво се слушна звук кој одекна толку гласно што сите луѓе и сите животни на земјата затреперија од страв, а потоа удри громот со толкава сила што се затресе целата земја. Од огнената стрела на Перун дрвото се запали и вивна во пламен што се издигна дури до небото, а Велес го загуби своето засолниште и се најде на бришан простор очи во очи со моќниот Перун. Започна најголемиот бој на боговите за кој некогаш чуло човештвото. Со часови и со денови траеше оваа божествена битка, во која Перун биеше по Велес со сите своји оружја. Во обид некако да се засолни пред Перуновиот гнев, богот Велес почна да се крие меѓу луѓето, притајувајќи се во нивните куќи или амбари со жито, со надеж дека громовникот нема да удри по нив. Но ништо не можеше да го сопре Перун, кој цврсто беше решен да се пресмета со Велес. Со часови и со денови громовникот удираше по него со своите громови и молњи, а потоа ја фрли кон него и својата секира, која не беше обична секира, туку најгромовитата секира на светот. Перуновата волшебна секира имаше моќ кога ќе падне на земјата, сите нешта да ги престори во камен, а потоа самата му се враќаше назад во раката. Откако замавна со неа, секирата најпрво 3 дни и 3 ноќи леташе нагоре кон небото, за оттука да ја пренасочи својата сила и уште 3 дни и 3 ноќи да лета надолу, пошто со огромна жестокост се спушти точно над главата на Велес. Змиоликиот Велес испушти страшен крик, кој не беше ниту рикање на мечка, ниту саскање на змија, туку беше пиштење на прогонет и ранет ѕвер. После ова, Велес го снема од земјата. Тој се скри во длабочините на едно езеро и оттука преку подземните води се врати во својата подземна пештера, палата. Перун им објави на сите дека противникот е поразен и повторно протера назад во подземното царство. На тој начин Велес беше казнет и осуден за секогаш да се крие во мракот и да самува долу, најдолу, склупчен како змија во корените на големиот даб. Во истиот миг, кога Велес беше победен, подземните одаи на чудесен начин беа отклучени. Водите одново почнаа да течат, а Перуна само што трепна се најде во Перуновото царство, на Перуновата планина, каде ја дочекаа пурпурните перуники кои што туку расцутија, освежени од изворската вода што потече во изобилство. Ете така, моќниот громовник Перун го победи богот Велес и ја ослободи својата сакана дружка, небесната царица Перперуна. Со нејзиното ослободување од подземните одаи во кои беше заклучена, Перун ги ослободи и сопрените води што бликнаа да клокотат од сите извори, во истиот миг кога Велес беше принуден да отстапи и да се повлече во подземната палата. И ден денес, во сезоната на летните грмежи, ги слушаме Перуновите стрели како бијат од облачното небо. Секогаш кога трештат молњи и кога удираат громови, нашите баби и дедовци ја раскажуваат приказната за громовитиот бој што во тој миг се води горе на небото. Згрмили, стрештили, велат старите, тоа богот Перун со громови бие по богот Велес, кој одново се дрзнал да му ги присвои водите и да му ја открадне убавата Перперуна. Затоа, кога ќе слушнеме грмежи и татнежи од небото, нема место за страв. Тоа само значи дека таму горе некој се грижи за небесниот поредок.
Се додека Перун бдее над небесните дождови, луѓето можат мирно да спијат, а човечкиот род да ужива во најубавите плодови што му ги дарува природата. Тоа од секогаш било така и тоа за секогаш ќе биде така, бидејќи Перун е нашиот заштитник, а ние сме миленици на небесниот Господар, славни Перунови потомци.